Почитувана јавност, денес во посета на Битола е председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Ицковски. Повод на денешната посета е увид во работните активности кои ги спроведуваме во локалната самоуправа. Тоа се дел од проектите кои се веќе завршени, ревитализации на улици, инфраструктурни проекти пред се, дел со она што го работиме во моментот и нашите предвидувања и планови до крајот на идната година. Се наоѓаме на потегот на влезот, фактички новиот влез современ од према Охрид за Битола, со кој Битола ќе добие еден современ влез во градот од страната на Охрид. Се работи за потек од должина од 600 метри. Улицата цела беше во 3 етапи изведувана, двете етапи ги работевме со доаѓањето на оваа локална самоуправа. Ревитализиран е мостот на реката Курделе со дел од коритото, потполна нова инфраструктура, ново осветление, партерно уредување на страните, така да од еден коловоз со 8 метри сега имаме коловоз од 11 метри, ако ги додадеме на тоа проширувањата, фактички патеките од едната и од другата страна, имаме 14 метри проширена улица, современ влез, како што реков, во Битола. Останува потегот мостот на Довлеџик, тоа е во вредност од 50 милиони денари, инвестиција на ТАФ, кој треба да скоро да отпочне, фактички она што не беше предвидено од нашите претходници, девијација на мостот, за да граѓаните едноставно можат да ја преминуваат реката Драгор во периодот додека тој мост се санира. Значи тоа ќе биде современ мост со должина од 30 метри, широк 21 метар. Така да целиот тој влез во Битола ќе биде сосема современ, нов и осветлен. Иначе целиот овој потек кој го гледате во должина, како што кажав, од 600 метри е негде во вредност од 22 милиони денари. Ова се само дел од работите кои ги работиме во моментот. Тоа е проектот од 23 ревитализација, реконструкција и изградба на нови улици во Битола, 23 како што спомнав, моментално на 13 се работи, од кои 5 се завршени, останатите се во тек на доработка или асфалтирање. Ние секој ден буквално сега со председателот ќе направиме увити на неколку локации каде што веќе се асфалтира. Да напоменам дека дел од улиците кои ќе се на потекот кои се асфалтираат, тоа е вкупно улиците кои досега се направени, иначе се во вредност 5 завршени, се во должина од 8 километри, да бидам попрецизен, во изминативе 6,5 месеци, а во тек на изведба деновиве се улица Штипска, Брегалница, Бранислав Нучич, Христо Узунов, значи тие за наредниве 10 дена ќе бидат завршени, а до средината на месецот и потегот Македонска фаланга за окружување на фактички до изградба на офицерскиот дом, потегот на горното место околу офицерскиот дом. Исто така да напоменам дека селото Дихово се асфалтираше, потек еден крак од Логоврди, и ако на сето тоа ги додадеме и проектите кои ги работиме паралелно, проектите од програмата на ВМРО ДПМН, како што е противпожарната зграда за која веќе е објавен повик за проектирање, проект исто така за прифатилиштето за бездомни животни, работиме на просторот на спортски терен, како што е спортски комплекс, така да можам да кажам дека Битола е во овие месеци едно големо градилиште, така и ќе продолжиме, и ако ги запрашате не само граѓаните, него и вработените во локална самоуправа кои имаат полна капа со работа, ќе ви кажат дека во период до половина од годината никогаш досега немало толку инфраструктурни проекти. Тоа е наша заложба, тоа е она што го ветивме на граѓаните и работиме за подобра иднина за сите нас, за нашите деца. Благодарам.